Почитувани, денес велешката јавност повторно беше сведок дека препознатливата политика на Бранко Црвенковски на закани и повикување на насилство е дел и од секојдневната пракса на советниците од Социјалдемократскиот сојуз. По скандалозните изјави на помилуваниот подпредседател на СДСМ Заев за јадење на живи луѓе, после скандалозниот повик на председателскиот кандидат Љубомир Фрчковски за насилно спречување во остварувањето на уставно загарантираното право на глас, денес во Советот на општина Велес од редовите на Социјалдемократскиот сојуз слушнавме закана по безбедноста на советниците од ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери, како и повик за ограничување на нивното уставно загарантирано право за слобода на движењето. Иако побаравме извинување и оградување од искажаните закани, од СДСМ следеше само потврда на претходно кажаното. Искрено жалиме што недостатокот од идеи и проекти во Социјалдемократскиот сојуз мораат да го пополнуваат со сеење на страв и закани. Прашуваме, во кој ли век живее и работи Социјалдемократскиот сојуз? До кога ќе го потценуваат политичкиот капацитет на граѓаните? Уште колку време треба да помине за СДСМ конечно да ги прифати придобивките на демократијата? Мрачните сценарија на СДСМ се сепак минато за Република Македонија. ВМРО, ДПМН и коалицијата нема да дозволат нивно повторување. На Велес му е доста од мрачните сценарија на Црвенковски. Во името на демократските вредности, во името на сите слободоумни граѓани на Велес, во името на цивилизацијските придобивки на Велес, во име на основната политичка, но пред се, во име на основната човекова култура, уште еднаш ги повикуваме колегите од Социјалдемократскиот сојуз да се извинат и оградат од заканите и повиците на насилство. Овие закани нема да не поколебаат во остварувањето на нашите програмски определби. Впрочем, токму нивното остварување ги продуцираше овие закани од Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам.